Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah. Здраво на сите и добро дојдовте во втората епизода на Hype Her Up. Денеска ќе зборуваме за убавина. Со мене се две прекрасни дами, кои што се собственички на места кои што се грижат за убавината на девојките. Фросина Франангеловска, стилист, моден дизајнер и мејкап артист, и Емилија Димитриевска, модел и собственик на Beauty Box. Здраво, женски, како сте? Како се чувствувате денеска? Неделно, прекрасно. Неделно, прекрасно, многу прекрасно изгледате. Секако убавината е присутна во овој подкаст. Сите жени се прекрасни. Меѓутоа ме интересира за вас што представува убавина. Вака физички или... Да, ајде. Фросина. За мене убавината е енергија. Тоест, она што го привлекува еден човек не мора да значи да го привлекува и друг човек. Ако се започне што е тоа што те привлекува, предпоставка е дека е некаква енергија. Дури да се работи за предмет или за град, повторно енергијата на тој град, енергијата на таа личност, енергијата на тоа место, тоа што те привлекува, тоа се тебе е убаво. Така да ја сака дефинира убавината како енергија. Супер, точно. И вистина е дека е така. Колку и ние да сме вака налицкани, ако не енергијата не е убава, не паѓа се тоа во вода. Емилија, за тебе што значи убавина? Карактерот, не знам, секоја жена се убава на свој начин. За мене нема лоша деја. Стварно, секоја убава на секој начин и знае да си ја носи на вкусови са. Сепак во кажа. Точно. Кога последен пат ти се погледна во огледало и си рече леле, ама сум убава? Било за некој посебен евент, можеби денес? Последен пат, па не знам, многу долго. Претежно кога станувам, косата ти е на стотка кај лева, душава. Цела хаос, немаш време да се средуваш, пиеш прво утринско кафе и почнуваш на работа. Гледам да сум средена, колку што можам, меѓутоа седење во гледало и гледање и лицкање. Последните 3-4 години многу доста. Точно. Фросина, си имала некој таков highlight момент? За мене беше тоа баш пред неколку дена, кога двата сина, еден после друг, независно еден од друг, ми рекоа, мама, колку си убава. Не знам заради тоа што можеби се навикнаа да ме гледаат дома без шминка и кога ќе се додарам, а бев повторно на некоја емисија и бев дотерана затоа што значи бев high level дотерана, им паѓа во очи и баш така ми остави впечат. Прво едниот кога ме вида, после другиот нешто си играше и така се слова како најбавата жена на свет, што нивното мислење најнјуен, највалид. Да, точно, децата се најискрени и мене ќерка ми кога ми рече, "О, мами, колку си убава." Јас и да не се осеќам добро, лет на полет не излегувам од дома. Фала ти, вика, мами, ти си уште поубава. Така треба. Така треба. Hype Her Up, уште од малино за Hype Her Up. Дали мислиш, Емилија, дека баш убавината, како и на децата, таа самодоверба, треба да им ја градиме, да им се зборува и на нив или на твоите девојки клиентки што доаѓаат, ги пречекуваш, ги испраќаш со таква мисла, прекрасна си. Овој третман го завршивме многу добро, сега ќе имаш позитивни резултати. Самодовербата е најбитно. Значи, кога имаш таа самодоверба, јас лично како се нашминкам, значи имам поголема самодоверба и побава се чувствам секако. Значи, има многу голема разлика. Претежно девојките се средени. Доаѓаат средени во салон. По цели денови се разговара на таа тема. Значи, за мејкап, шминкање, вежбање, одржавање на тело, фитнес, сите тие работи. Точно, да. Они и се дојдени за тоа, нели, и средени, да се дострадат и да, обожавам. Тежиме кон таа да бидеме перфектни сите, меѓутоа секој гледа различно. Така. Кои се најчестите несигурности што ги имаат девојките? Фросина, пример, како мејкап артист.
Прашањето е страшно, заради тоа што јас работам со жени од глава до пет. Знаете дека и ги облекувам и ги шминкам, што значи јас сум се соочила со буквално сите нивни несигурности. Да. Од мали ми се градите, големи ми се градите, стомакот ми е голем, а не е голем. Карта ми се носете, многу ми се толги носете, многу сум висока, ниска сум. До сите ни оние несигурности кои ги имаме на лицата, како Да. помал облик на места каде што може да бидеш несигурен. Свашта си имам изнагледани, свашта си имам изнаслушани, мене тоа многу ме трогнува, заради тоа што јас не ги доживувам како такво. Правилно фустан, има совршена фигура, не сака да се гледаат градите, затоа стана се чувства несигурно со големи гради, што за некој е најголема дуд, најдоброто нешто. Или пак се шминкаме и прво нешто што ми кажува, мога да се намали ми го носот, не си го сакам носот. Аз во ниту еден момент не го погледнав носот, што бев фасцинирана од колку бе убави сини очите. Ова е вистинска случка, значи девојка се прекрасна, час работам ноќите, никој не гледам носот. Се додека она не ми стави акцент на нејзиниот нос, на нејзината несигурност со носот. Немаше ни да приметиш, да. Тоа е страшно колку ние жените сме несигурни за работи за кои што луѓето не се ни свесни околу нас. Никој не може да примети носот ако ти не дадеш на значење. Точно. Дали кај тебе, Емилија, кога доаѓаат, имаат конкретно... Јас знам кај тебе да влезам, што прво ќе речам, многу сум бела, те молам, 2 нијанси потемно да ме направите. Јас знам која ми е, да речам, несигурноста или потребата во даден момент. Така, пред 4 месеци веќе донесовме нов салариум. На Мегасан почнуваат веќе овој период да се сунчат. Па да ви кажам дека веќе кога ќе дојде летото, 90% од жените сите сме сунчани, сите сакаме да бидеме пуцрни. Точно, да. Кај што, ета, побава, секој се чувства. Да. Има ли некој тренд моментално? Порано знам, значи си имавме, кога ќе одам на шминка, ќе речам, фросе устата малца повеќе, или стај ми поише хайлайтер, или немам веги, молим те, прво влагањето, молам нацртај ми веги, памтам кај тебе пред 10 години, тоа ми беше муабетот. Дали се менува тоа? Сега што е тоа што најчесто го зборуваат кога ќе влезат кај тебе? Нормално дека се менуваат трендовите и нормално дека луѓето се трудат да ги следат трендовите, се не секој, зависи генерацијски. Но некои најмногу ги следат трендовите се млади девојчиња што се инфлуенс од тоа што го гледаат на TikTok и мора тоа да е така. Оние веќе утврдени, изградени личности како жени на 30-та година што знаат што сакаат, не се водат толку трендовите, него тоа што за нив е убаво, на кој што се они навикнати. Така да ако е во тренд мат лук, фул мат лук, она сака да изгледа сјајно и свеж, и се побара да изгледа сјајно и свеж. Така да трендовите се присутни, но не за сите одлучувачки. Да, не ни треба, пошто кога ќе се видиме на слики после некое време и са тренд било тоа хайлайтер тука премногу. И си викам, леле, зашо блештам толку на сликиве порано, ви се шубаво сум вака заматирана, пример. Или нешто. Не е ни секоја убаво да се пратат толку тие трендови. Поготово за посебни моменти, на свадба да отидеш со... Еве, јас ќе ти кажам еден тренд што јас десетно не го пратам кај себе, но на клиенти долго кои инсистираат да го аплицирам, со ние кренати ламинирани веги. Мене не го стојат. Мојот облик на веги не дозволува така да се кренат веги, затоа што изгледат како круела. А има девојки на кои што тие кренати веги многу им го отвараат. Чекај, зборуваш за овие веги вака? Ламинирани. Аха, така. Што ги прави по-буши, по-големи. Така, Има девојки на кои им го отвара окото, им го Им стојат зголемува, добро. изгледаат по-младо, по-свежо, мене не ми стои. Сум пробала на секој начин to make it work for me, ама не ми стои. Добро, да, тоа е малце модел или нешто што е по така bushy eyebrows или да за brow lamination зборуваш, така? Име еднаш кога сум пробала и сега ќе ги видам пак тие слики се викам срнаш, ова не е за тебе. Не е за секој трендот да го прати, тоа дефинитивно. Добро, на се не ми стои. Немаше се да не стои и се да носам. Секој си има свој стил и свој вкус, кој што може таа да се го покаже и да се го истакне. Да. Тоа ми е нормално и окей, пошто и на мене лично не ми се свига модата, кога ќе излезе нешто ново и да сакам да го аплицирам на себе.
Јас сум многу скромна во тие работи, кај што ќе дојдат тие некои новитети, поготово мејкапот. Класика. Ми треба се време да знаеш. го навикнам. Да. Добро, супер, да, точно и тие што се обично по класика ќе речат леле, са си ги видела ли овие какви се ова име трендот, боже господе, знаеш, или ногти толкави, што име младиве девојки, Према го имам во салонот, баш со ногти толкави. баш се ногти толкави. Немам ногти на себе, кај мене се претежно многу малецки ногтите. Од секогаш, не знам зашто е тоа така, валјда некој стил. Кај што треба да бидеш пример за салонот и се прават нели огромни ногти да ја тренд, кај што ја ги немам. И они се поистоветуваат со тебе, кај ти се ногтите да некој. Баш. Што е за тебе. Ама па како ќе Им работиш? кажувам дека можеш да работиш. Слободно можеш да работиш, се е таа навика. Да, уствари, сум видела и јас со скината ракавицата, она работи битно со долги ногти. И фросе шминка со долги ногти цел живот. Мене ноктите ми се станат и составен дел од прстите. Значи, јас кога го родив првото дете, имав една многу дрска сестра, што дојде и ми рече како ти ќе мене имаш пелени со мукави ногти. И јас отидов, набрав и гисаков ногти, јас не можам да одлепам лепенката од пелената. Точно, не функционира. Да. Исто, точно механизмот ти работи веќе 20 години може би имам долги ногти, јас толку многу си имам научено да функционирам со ништо, не можам да функционирам без них. Точно. А за тоа дали ти си лика и прилика на твојата работа, дека ако не работиш на сите останало да имаш долги ногти, може би. Иако мене ми се случи обратното. Јас прво не дозволував да ме видат на улицата шминка, во продавница мора да отидам на шминка, тоа беше мојот лик. И се случувало да не ме препознаат луѓе без шминка, да. Што прави на голема трансформација. Потоа се случија две бременности, се случи ковид, каде што работев со маска, со очила и со визир, така да стварно немаше потреба за шминка, немаше никако да се види таа шминка. Почнав да работам без шминка. И имаше секакви реакции, значи дојде една клиентка вика, јас бев пред неколку години овдека многу моја шминка девојчето што работеше. Ти викаш девојчево истото е? Девојчето да, и многу личите со таа што работеше пред неколку години, че имаше такви ситуации. Да. Ама ја решив да го свртам тоа во моја корист, реков, окей, чим имам толкава моќна трансформација. Значи го сум многу добро мейкап артист. Така да чим не ме препознават да се шминка, значи многу добро си ја правам работата. Така си го свртам за да си направам себе да ми биде полесно. Точно и сите се грижиме ета за себе или се средуваме на онаков начин како што се чувствуваме тој ден ете. Дали ви им сугерирате на девојките? Се на некој можеш да сугерираш, на некој не можеш. Зависи од карактерот. Дали се трудите да ги предомислите? Пример, ќе дојдам јас во салон и сакам да изгледам нели 3 нијанси потемна од мојата кожа. Знаеш ли да им речеш чекај малку, застани? Да, тука имаме многу големи недоразбирања, кај што пресекувам буквално, затоа што некои работи ги поменуваат сите тие црвени линии. Има граници, гледаме да идеме по тој протокол како треба да биде и стартно како може. Се стартува, например, со солариумот 2 до 3 минути, не сакам 5-6. 2-3 минути е во ден дозволено прв пат ако преку еден ден, не во денот. Не секој ден. Преку еден ден. Така толку малце личи, уствари е... Да, има такви ситуации, се случуваат и јас не ги дозволувам. Затоа што има претходно искуство од други салони, кај што сум гледала како не треба. И не го преминувам тоа кај мене. И се случило да ти среагира? Не, уште не ми се десила, затоа што сме уште нови, уште е таа пред 4-5 месеци. Добро, супер. Уште е таа фреквенција, знаеш, не е толку премногу јака, меѓутоа гледам да кучам и гледам да бидам ностоп тука во салон и да го контролирам сето тоа. Така да... Екстремни барања не поддржуваш, ги предомислуваш. Дали... Некогаш ги предомислувам, некогаш не се слагаат со моето мислење, меѓутоа ја им ги кажувам правилата во салонот, како се, ако им одговара, ако не, многу звучи дрско и безобразно, ама сите тие последици одговараме ние. Точно. Нити е фер, нити е окей, знаеш, кога ќе ми се јави некој да ми каже дека изгорала, знаеш како би се чувствувала. Точно, не дај Боже. Не е окей, и затоа боле на време. Ама гледаме да дојдеме до разбирање, значи да двете некако да се погодиме и да најдеме
Да. Ќе дојдеш задутре, ќе те ставам на 5 минути. Малце ќе го пуштиме. Да, завршуваме како малите дечиња. Паметно, да. Сега тоа е мора така, да им се смири душата. А просто ти некој да дојде и да рече са трепки сакам вака, булкави. Се случува да има текстилни барања што не ги поддржувам, иако мора да најдат баланс помеѓу твојата експертиза и нивната желба. Сепак, они се тие што плаќаат, сакаат да излезат од салон задоволни, среќни, со убаво искуство. Мене ми си имаат случајно 4 такви ситуации минорни, од типот на плава девојка со многу светол тен, со многу светличите, сака екстремно црни темни веги. За мене тоа не е прикладно. Ја правам онака како што ја сметам дека треба да ја направам со нека light grey нијанса, тоа што би официрала на светла девојка. Она не е задоволна, сака темни веги. Како да немам веги, ми вели, сакам да имам темни веги. Сега, тука имаш една ситуација во која што ти треба да исклучуваш клиентот и неговата желба. Имаш друга ситуација што ја сакам да направам црни веги, она потоа ќе отиде на настан како пидаја и кога ја прашат кај се шминкаше, да. Може да изгубам 50 други клиенти. Така да секогаш гледам на еден некој баланс, некој НЗС помеѓу моето и нејзиното. И ставам нека светло кафена нијас, што нели нема да биде Ashy Brown, да малце се одоброволи. Или пак некогаш доволно само малку да ги допреш, да видат дека нешто им правиш, кога го дадеш пак да видат, вака е супер. Да, на психика. Да, дека ти нешто си направила дополнително. Не секогаш, ама можеше ти така влези, ќе ти пуштам уште 2 минути. Мора да бидеш тактичен. Сега има ситуации во кои што нели ќе се спреш опашката и ќе си дозволиш они да си го добијат своето. И тоа сепак они треба да излезат среќни, тоа е првото правило од салон, мора да излезат среќни. Да, ама никој не ја гледа реалноста и девојките не сваќаат дека ние немаме волшебна стапче, знаеш, една е слика, замисла, ногти, различни карактери, кај што треба да се погодиш со сите. Убава е, интересна. Јас ја сакам на работа, ми исполнува. Самите ние со самата енергија си влечеме клиенти. Сигурно, да. Ако дојдам ја, ако се чувствувам убаво кај тебе, ќе дојдам пак. Ако може и да се спогодам, ета така, ајде малку за шминката, немам веќе ова она, исто, да, и тоа значи да се имаш договор. Да. И кога ќе бидеш да знаеш точно што сакаш. Често девојките во ногти, например, не се доискажуваат. Кај што разбираме погрешно. Не знам. Има доста такви ситуации, ама сите тие се сладки ситуации, интересни, да. Кај што поминува се на крајот од денот. Има и клиенти што скроз ќе си отиде дома и ќе се фати прво за турпија. Чекај да си ги доправам овие, нема и си разправуваше тоа, меѓутоа јас веќе 20 години работам. Значи, гледам да не го дозволувам. Таа последица ми е многу битна. Ето, мојата кариера и мојата работа. Кај што го работам тоа, да не доаѓаат дома и да го трае тоа. Меѓутоа, животот е толку брз, работиме како роботи. Значи, јас имам термини од 9, 10, 11, 12, 1, 2. Нема паузи, нема ручекот до ручекот, тие брза храна, буквално бутам глава во фрижидер и јадам тоа што ќе најдам. Точно. Ме интересира што мислите, како влијае присутноста на социјалните мрежи во самодовербата, во мејкапот? Зависи што и кога следиш. Сам реално самиот си го правиш ти тој фит и тој фит тебе или ќе те крене самодовербата или ќе те бутне самодовербата. Јас можам да појдам од себе, да зборувам за себе. Јас како plus size дама, Модел? Не, дама. Ако следам само фитнес модели, Victoria's Secret модели и девојки од тој калибар, многу е голема веројатноста да се фрустрирам и да се чувствувам помалку вредна и помалку убава. Јас од друга страна следам личности како Ashley Graham, што во нашиот свет даваат една позитивна слика за тоа дека и пласа и дама може да изгледа соодветно, прикладно, убав. Така на мене стилот ми е адаптиран, да мене ми помогне да се чувствувам подобро.
повторно не во негативна конотација, ќе видно само довербата во него, па ти да мислиш дека ништо не е погрешка, значи nothing's wrong with me, се е супер, него да не се чувствуваш неадекватно, да не ти секојдневието да не ти биде во негативна конотација. Значи може и во една страна да отиде, и во друга страна да отиде, тоа што ти го следиш и го гледаш на слични на тебе. Да, паметно е да пратиме слични на нас. Јас ми фитнес модели, што ми се на некој начин мотивација и се восхитувам, пратам и plus size модели, што ми покажува дека и plus size девојка може да биде убава, соодветно облечена, има соодветно однесување и така натаму. Јас сум обратно од Красина, за мене пополните жени се многу посекси и по некако шармантни со енергија. Не знам зашто, ама ја од секоја што така сум го размислувала, немам граници. Дека моделите слабите се поубави или дека не, значи стварно кај мене познавам многу девојки што се така пуни, онака врвса. Така, да. Важат за баш може вода да им носат на овие другите, така да ги немам тие граници воопшто. Секако нормално не ни сакам да ги имам. Да, и мене, јас пратам секаков тип баш девојки. обратно, мене пополните ми се посладки, посекси, баш знаа да се истакнат. Точно, да, мене мислам, не знам зашто, ама пред да почнеме со подкастот спомна мека жена. Имам јас такво чувство на мекост. И често знаат да кажат за нас вака по-коскести, по-слабички, злобна ова, види како сигурно е лоша. Тоа стварно е така. Се ти може да имаш таква перцепција, да, меѓутоа мислам дека тоа искуството. Јас имам опита да стварно можам да најдам убавината во секаков тип на жена. Значи, шест долу ги сакам жените. Јас долу си сакам работата и не случајно работам со жени, спротивно ќе работам нешто сосема поинаку. Не можеш да бидеш со толку многу жени окружен, да собираш нивната енергија и секој ден да го работиш овако не го сакаш. Така да за мене се убави и најслаби, и најкрупни, и ниски, и високи. Да, нема правило. Ние можеме заедно да ќе најдат мана и ваму, ќе речат дете за слабите, кој што викам. Леле, знаеш, лоша, види како е. Како викаат за јадени што не се фаќа, тоа очо е злобна, сигурно, очо е лоша. Не, таа се нема така врска нормална, генетика веќе на прашање. База, другарка ми повеќе јадела, па затоа се покрупна. Ке си кажам лично за себе поврзано со тоа јадење, ама морам ова да го кажам. Значи, од короната навака веќе кога не си модел, престануваш во твој свет, се посветуваш повеќе на кариерата во салонот. Се поправев, не знам, 6-7 кила, јадам се и се што пред некој ден, не знам, изедов хамбургер, онака. И дури им викам, поише кетчап и мајонез, онака сакаш да тече. Каде ја утре ќе држиш говор за убавина и тоа ми е се во ред, се ми е окей, се ми е сладко. Тоа е убаво, хамбургер со поише кетчап, мајонез е многу убаво. И не ме интересира, претходно сум држала диети строги, фитнес, тренирање, да бидеш обликуван. Сега веќе не, сега куќе која ќе опуштиш од ланец, ја уживам да јадам, сакам многу да јадам, да пијам добро вино, квалитетно, што се влијае, нели, на обликот на жената, ама чувството е, не знаат, онака, тие работи ми исполнуваат. И баш ми е гајле дали утре ќе бидам 5-10 кила побрајана или плюс и ковчеста и ова, не. Така, мислам... Повеќе ми исполнуваат веќе овие работи, со храна, добро вино, не знам, излагања, отколку строгите диети, држење и нема друга енергија, друго чувството, измочување. Точно сега телефон не си задоволен. Ако те исполнуваат слободно, 5 кила и 10 кила, ќе се даде приоритет. Мене ми беат на почеток тие приоритети, сега веќе не. Сега други приоритети се ставам на прво место. Уживање на прво место, точно. Да. Кај не знам, шетање, јадење, пијање ми е на прво место. Може, значи, да се постигне тој баланс и само да се прифатиш и еден ден и... Да, тоа е најбитно. Тоа е најбитно како се гледаш ти, така да гледаат и другите. Како зрачиш, тако привлачиш беше? Да, така. Така. Дали сега некои работи што си ги контролираме, сами си ги контролираме, има ли нешто што може би естетски
Значи не може сега да исконтролираш ти колку и да се здебелиш, колку и да ослабиш носов и не може баш многу да го смениш. Дали има нешто естетски што би коригирале, може би сте коригирале, поддржувате ли такво нешто? Ме интересира малку тоа, мислам. Апсолутно поддржувам заради тоа што главната цел на секој човек на крајот на животот е да биде среќен. Не многу лошо звучи што ќе го парафразирам. Главната цел на секој човек во животот, главната цел на секој човек во животот е да биде среќен. Така да ако си несреќен со твојот нос, имаш апсолутно право да го коригираш тој нос. И до крајот на животот да си бидеш среќен со твојот нов лик. Никој не ти брани, денеска медицината го дозволува тоа. Е општо прифатено, не знам зошто би требало да биде се уште сметано за табу тема естетска корекција. Јас се уште немам направена естетска корекција, би го правила, некој одредени фикс. Здравје, предвидима. Не на ликот, повеќе нешто на телото. Ако не функционира фитнесот на таа насока. Сепак имам родено и доено 2 деца, ако веќе сваќаш кон што цело. Никогаш во животот може би тоа. Точно зошто да не. Пак е муабетот за ти да се среќна. Нормално. Мислам, тука искрено, кога зборувам за ликот, многу ми помага мене мејкап. Јас обожавам трансформации. Ти што викаш овој ден ваков нос, друг ден таков, значи може и со контури тоа да се замаскира и сеете, не мора да идеме во екстрема. A new character unlocked, она, која ќе те трансформираат. Дали, Емилија? Јас имам направена естетска корекција, стави силикони пред можеби 10 години, меѓутоа многу мали, кај што многу ретко некој ме приметила, тоа ме беше комплекс некако. И ме беше окей после 10 години, баш ради тие размислувања и луѓето што ќе кажат. Сега веќе не ми е битно и не ми е негајле. Поддржувам, сите ги поддржувам, сите прават, мене ми е окей, мене ми е нормално, тој свет сум, кај што секојдневно видиш. Има претарувања веќе, кај што меѓутоа и тоа не ми смета, знаеш, на себе не би си го дозволила. А другија да го гледам, кај што мислам дека веќе стварно идам од крајност до крајност. Не ќе да имам предрасуди и да ги осудуваш, знаеш. Сите ми се убави. На свој начин, окей ми е да прати, да ги поддржувам, дефинитивно да. Има ли некои трикови што користите секојдневно, додека не направите естетска некоја корекција? Се размислували ли ти, може би сега ова кога ќе го облечам изгледам вака позатегнато, или косата кога ќе ја фатам не се гледа дека не знам сум ја оштетила, например. Имате ли некои секојдневни такви трикови што ги користите, што ви помагаат во средување? Секојдневни трикови во поглед на корекции на ликот, да, ја нацртувам устата заради тоа што не сум се уште доволно храбра да се бочнам. И многу ми е страх да погрешни резултати на естетска корекција, тоа што намалце го начна како тема, заради тоа што тоа ми е најголемиот пет пив, онака ќе видам изместени усни, грудки на усни и така натака. И секогаш пред себе ми се појава таа слика, што ако ми се деси на мене. Не мора да значи дека не е случај докторот, едноставно може моето тело ќе го одбие пепсилен и нема да ми изгледа убаво, а себе си верувам, знам дека ако се нацртам, ќе се нацртам како што сакам и си ги издолжувам очите со ајлајнерот. Тие се два трикови што јас ги правам за да си го променам ликот во насока што немам за тоа друго. Нормално кога ќе облечеш корсетиран фустан, добиваш струк. За крупните жени прво и златно правило е не се облекувајте во широки беги работи, нема да се покриете, само да се направите поголеми. Така да тие се трикови, значи практикувам да се облекувам во гардероба што е прикладна кон моето тело. Не носам многу широки алишта, затоа што знам дека ќе ме направи покрупна. Почнав да ставам блуза во панталони секогаш, затоа што ми ги издолжува нозете. Супер, да. Блуза над панталони и ти го прави торзото подолго, наспроти тоа што сакаш да го добиеш. Така да тие се некои ситни трикови, ама за мене функционира. Супер. Емилија? Фросина, како го раскажа, јас немам такви правила. Порано ги имав, веќе не, затоа што
секогаш се Убаво успевам, размислив, се коригира. Да. Што ми сметаше? Секогаш се успевам, станувам касно, кафето го пиеш на нога, почнуваш со работа. Последните 3-4-5 години не ги правам тие ситници, кај што сум незадоволна, бидејќи немам време. Често знаат дури да ме прашаат ти ногти, завршуваш од 10 навечер и треба до 12 ногти да правиш, си викаш не, и ги оставаш. Кај што некојаш времето не ти дозволува, меѓутоа гледам да го избалансирам тој дел на искрена, правилна, време за јадење за себе, одржавање, козметика, не знам, лице, креми. Супер. Значи, кој користи трикови, кој не користи? Кој не користи, да. Или можеби нема ни време, ќе ти текне тебе на трикот, ама не можеш да го употребиш. Најглупавата работа од денешно време е да кажеш немам време. Сите ние живееме брз живот и никој нема време. Меѓутоа, знае психички да ме искрпува. Така што треба да се посветам на тие работи, а од друга страна мене мозокот ми е во таа работа, менеджирање, кариера праење, луѓе, телефоните вртат, гужва во салонот. Фокусот е на друго место. Да. Јас тоа можам да го потврдам од прва рака, фокусот е на друго место, паш во периодот во кој што расте 2,5 годишно дете и бебе. Едноставно времето повеќе не е твое, времето е за нив. И оние рутини што сум ги имала, не можев да постигнам да ги реализирам, ама тоа многу се рефлектираше на моето ментално здраве. Од кога реков, ќе си ги најдам тие 30-60 минути во денот за себе, и без разлика на сејки ги спратам децата, тоа што треба да ги спратам, сејки ја најдам тоа време за себе, поубаво почнав да се чувствувам за себе. Како, добро, не знам дали сте запознаени со You'll Get Your Pink Back. Она кога нели фламинго си раѓаат деца и стануваат бели, Многу бледи, да. Розов пигмент. А после некој време, година, две, не знам, са нема пакети за двор, си го враќаат разливиот пигмент, You'll Get Your Pink Back. Така да сека жена што поминала нешто, знае за што зборува. But when you get your pink back, кога ти се врати сјајот, мене тоа многу ми значи. Значи, она кога јас ке се бутарам нашминкам, излезам од дома, онака како што сакам да ме перцепира светот, јас се чувствам подобро, па ќе ти кажам нека една одлична обврска по институции, например, треба некој документ да извадам, ако одам не нашминкана во фармерчиња и дурсерче, и ако одам нашминкана во капу, во штикла, ја завршам многу побрзо. Да докажам. Истото го правам и јас. Така се чувствуваш и ти кога излезеш од дома у фармерка дуксерче, кога излезеш од дома у штикла и шминка. Да, кога си среден нашминкан, поготоа онака стопмено гладопите и надвор луѓето имаат подруго мислење за тебе и сега да поминуваш низ тие врати и шалтери. Баш и кога ќе се видиш у оција во шалтерот, одма е подруго. Да, сега. Одма е подруго, да. И така да. поминуваш. Вака ја даваш уплатницата. Добар ден. Да, и се ти е завршено. Имаше едно истражување на Discovery, сега го гледав пред 2-3 месеци, во авион. Значи, кај што имаме несредена девојка и средена. Знаеш, која има предност, на која стюардесата прво таа ја седнува, па другата. И така некој маркиет исто, кај што има предност побрза до каса. Интересно, и многу интересно. Дека значи да... И полка, онака, баш стварно друго размислување ме даде. Сашто ние работиме оваа професија што работиме заради тоа што сме свесни колку на врешниот изглед значи влијае во секојдневното, влијае во градење на самодоверба. Да не значиш и да не влијаеш и не имаш работа. Да, така. Да се нашли како не му давај чувство и Нема потреба, да. Значи, ако си има некој, тоа е и моето следно прашање, каков совет би дале ако некој има комплекс, би го посоветувале или баш на овој начин, дојди кај мене во салон, ај ќе пробаме вака сега, ќе те нашминкам вака, или ај ја да ти го креирам фустанов, или ти исто, немој така да ги носиш ноктите. Гледам дека се нервираш, дека имаш комплекс од тоа, ги криеш можеби рацете под Претежно, раса. да, тука кога ќе дојдат кај ноктите, се нервираат со прстињата на рацете. Никој не е задоволен. Сите ги наоѓаат тие мани. Да има вакви прсти, ќе ми беше поубаво. Ќе ми беше поубаво, точката и така работи. Ја не гледам тука дека е тоа така.
реално и ние жените претеруваме. Претеруваме како на тоа? Мислам, не знам, стварно има периоди кога ги гледам и си кам дај, има предобри раци, прсти кај е окей. Точно. Јас си направено постав за свадба лав со рака. Заради тоа што луѓето не се ги сакаш рака, сметали да раци. Мене тоа стварно пак ја кажам, колку ми е жал. Жално, да. Затоа што имаше на преубава појава, имаш во флик, имаш убаво тело, тебе колку ти е во рацете. Никој нема да ги види рацете, ако ти во просторијата влезеш со твојата енергија, со твоето присуство, влегуваш и го носиш устанок, не устанок да носи тебе. Влегуваш и носиш шминката, влегуваш со носиш себе. Рацете на последен план ќе бидат. Мислам, во мојата глава тоа е така. Некој пак ќе се најде павето што ќе ги искоментира рацете, може и дома со другарите, не ги рацете на ова. Кај облека, ако устанок? Ти не треба да го мислиш тоа, тоа не треба да ти биде фокус. Ти идеш на свадба во август, носиш фустан без рака и си тераш, да. И си живаш до живот. Ако успевате така да ги предомислите, супер, ама да. Некогаш мислам, некогаш. Или после пак ќе бидат незадоволни кога ќе се види на фотографии, ќе дојдат истиот тој комплекс ќе се пројави. Да, битно е ете да им даваме кураж дека чекај не или тоа не си прави филмови, супер ти се. Супер, драго ми е ако се трудите така да им се смени перцепцијата и да им се намалат комплексите на девојките, на вистина. Сметам дека треба да се сочува таа здрава перцепција и како за крај сакам да ги прокоментирам оние слики кои што моментално се совршени на Инстаграм, совршено едитирани слики, кои што се можеби онака јаготка на шлагот и колку и да сме средени и со естетска корекција, со надградба и без и на крај ќе си ја обработат фино лепо сликата и тоа уствари не е никаков Росина ја нашминкала, не е ни Ја така го доживеа во моделството, кај што влагаш во студио, снимаш, не знам, 50 сати, и на крајот тие фотошопи, онака сам себе реално не се препознаваш. Меѓутоа, не беше моја работа да коментирам и дебатирам, пошто е тоа работа на фотографот. Точно, но имаше многу ситуации кај што излегам на писта, например, го не го сакам тој фустан, не ме стои, не ми се свиѓа. Сите тие работи ги имам, да не ги дајде малце се искуство и поминото. Меѓутоа нема не, те облекуваат тоа што ќе ти дадат и крај, ти си тука како кукула, излагаш на писта, гледаш да се покажеш у најдобро светло и тоа е. Има многу фотошоп, значи дури стварно претерано. Јас многу ретко постирам на Инстаграм, не користам фотошопи, филтри и такви работи, или гледам тоа да биде многу малце минимално. Да. Меѓутоа и немам толку време за тие социјални мрежи, искрено и ми ствараат не тежина, него некако ми ја црпат енергијата. Последните 2-3 години најмалку што гледаме да бидам на тие социјални мрежи, да се поистоветуваме да со тие перфектни слики и пошто реално во реалност го нема и не е така. Не е така, точно. Нас за жал мора да се присутен на социјалните мрежи, заради тоа што ако не си присутен, исто како да не работиш. Да, тоа е точно. Сликите од мејкап и сликите од фустани се тоа што тебе ти ги носи клиентите. Значи ти мора цело време да бидеш конзистентен во постирањето, што мене искрено стварно многу ме оптерета, пошто сум тоа што треба да бидам мејкап артист, дизајнер, јас сакам и контент креатор. Тоа не било каков контент креатор, него треба квалитетен контент да пласираш, не било како видеоца, него онака убаво да е изработено, убаво едитирано, убаво склопено, ти да останеш релевантен. Мене ми се случува 99% од времето клиентите што доаѓаат за шминка да ми дојдат со веќе подготвена фотографија, тоа што видат. Ти мора да постираш. За да знаеш ти како работиш, што можеш, што не можеш и да си се пронадва некоја фотографија, да прилика вака сакам да изгледа. Полесно. Така да, social media presence е клучно. Сега да се вратиме на темата на филтри, па ќе кажам, прави го оно што тебе те прави среќа. Има онакви што нема, ама абсолютно никако посеб во тоа колку треба да го користиш тој филтер. Секога е во умерени дози, кога е направено со вкус, е во ред. Дефинитивно да, значи треба, како што реков, здрава перцепција да се има, сите девојки да знаат дека јас сум била и на 3 места и у 5 салони и 4 места и 4 девојки или мажи ме средувале
И на крај пак, пред да објавам сликата, ќе чепнам дали е тоа боја, дали е тоа... Филтер да ставиш. Точно. Е доволно, не Доволно да. е ти да прави слика, но ние што става други лица на нивните лица. Тоа е више тумач. Убаво е после некое време. Таква ситуација една, со фотографиите професионални, кои што ги постирав, нели, на Инстаграм, кидеш, не знам, каталог за Woman Secret, долен беше сега, таму, фотошоп и перфектен, не знам, обликуваш 5-6 дизајни, кои што се е супер, перфекција, ги постирам тие слики или од писти, фустани, штикли. И некако, често луѓето знаат да се поистоветуваат со тие слики, дека јас Си таква... Да, таква си, во фустани, штикли, не е уопште тоа реалноста. Значи, сакам патики, ностоп сум во патики, носам широки работи, широки фармерки, сакам стрит стайл. Меѓутоа, воопшто не живеам живот како што го гледаат луѓето на Инстаграм и на сликите. Да. Нема врска. Да, и убаво од време на време и тука ви настанува сте мал лица. судир, кај што не е така. Нито сум ја карактерно така, нито ми е тоа вкусот. Баш токму ради тие слики, кај што се поистоветуваат, ама некојаш ми е окей, онака сладко, знаеш, да се насмееш и сикаш ако е така, добро. Пошто не сакам со некој што ме знае од Инстаграм и сликите, кога ќе ме види во живот да се разочара. Што не е таа мојот живот, воопшто нити си така 24/7, да. Тама работа, точно. Мислам и за истото, и на истото појавување ти може да изгледаш различно сега да те сликнеме, да се сликнеме сите. Сликата што ќе објавиме, ќе не изгледа можеби дупло поубава од колку ова цело видео. И сакам јас после 3, 4, 5 фотографии совршени да се ставам видео од себе и јас да се вратам во реалноста, значи да не се избега од тоа, да се видам јас во да ги имаш тие граници во права светло. Таа е многу битно. И тоа па уште вака документирано и уште поубаво зашто нема да забегаш. Сега можеш да си одбереш, ке направиш 4 слики, а најдеш една. Најубавата, точно, да. Јас сум човек што има 170.000 фотографии во телефон. Да, јако знам. Плакам се знае колку за клауд, заради што немам срце да избришам ништо. Ама јас да добијавам една фотка на Инстаграм, правам 300, правам 400. Тоа е моје право да јас си одберам најубавата фотка. Сигурно нема да ја ставам така, што ми се гледа подбрадок, кај што ми е едно толку криво. Нема да ја ставам. Не ми е мене тој исто. Јас сама сакам да си структурирам контент, затоа е моје право да одберам најубавата фотографија на видео да гледат. Си тагли, имаш мимики, зборуваш, додава некои десетина кила. Да, правите. Камера, така дека камера не можеш да скриеш. Точно. Сите на социјални мрежи може да не видат како изгледаме, не видоа и сега. Женски, не се потресувајте многу околу тоа визуелно и како изгледа на фотографии. Ви благодарам многу што бевте гостинки. Ти благодарам и на тебе. Прекрасни сте, останете така прекрасни. Драго ми е што си направивме вака убав муавет за девојките. Ви благодарам и на вас што бевте со нас. Пишете ни во коментари. Да ви дадам, јас ви донесов по еден подарок. Чекате малце. Не одам нигде, не одјавам емисија. Ја се преку маса, повели. Хвала ти. Ке ми кажеш што е ова седно? Секако, да. Благодарам на сече зусни од Отворам намерно за да го види една камера. најнеутрална нијанса што постои за да бидам сигурна дека на сите ќе ви одговарам. Љуби ме нежно се вика, така? Да. Многу ми се свиѓа дизајнот. За убавина, ето. Да. Предобро. Ки се ставиме, тоа е сечето, така? Да. Сетчето, заради дошла од едната страна е мат карми, од другата страна е сјаен карми, а во кутивчето имате и моливче зусни, така да тоа е еден цел. Се што ни треба, фала ти многу. Се што и треба на една девојка. Се што и треба во ташна, да. Благодарам уште еднаш што бевте дел од втората епизода на Hype Her Up. А ние се гледаме наредна среда во 18 часот. Чао! Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm the queen, yeah.